Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на најбитните наслови. Охрид Кичево ќе се пушти во најкус рок. Но истовремено и гасоводот кој што очекува негде првата половина следната година ќе ја поврзе нашата земја со нашиот јужен сосед. Делот од Кичево до влезот во тунелите кај Пресека е навистина едно архитектонско и инженерско чудо. Трасата од Тетово Гостивар Букојчани ќе се пролонгира. Македонија очекува јасен и предвидлив пат. Брисел чека реформи и ветува испорака. And if our candidates deliver, then we have to deliver to. Опозицијата обвинува. Како не разбират, не се проблем малцинства. Обвинителството бара да се преиспита ослободителната пресуда за таткото на Вања. Доживотно осудените за Вања и Панче бараат ново судење. Почна судскиот процес. Ниту еден од полициските службеници обвинети за пулс не чувствува вина. По случаите во училиштата која алармира јавноста. Ќе почнеме иницијатива за лицензирање на психолозите. Му се закануваше екстрадиција. Како поранешниот полски министер ја напушти Унгарија и стигна во САД. Czy ktoś z jakichś partii politycznych na naszej scenie pomagał Zbigniewowi Ziobrze w tej uciecze? Автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен во предвидениот рок, најдоцна до почетокот на следната година. Дел од автопатите кои што ги гради Бехтел и Енка на западниот дел од коридорот 8 ќе имаат пролонгирање за уште 2 години. Сите детали од Маја Стојановска. Во фокус на денешниот владин увид на клучните точки од коридорот 8, кој треба да овозможи модерно и побрзо патно поврзување меѓу Скопје и Охрид, но и подобра регионална поврзаност кон Албанија и Јадранскиот регион. Беше автопатот Кичево-Охрид, проект кој повеќе од 10 години е символ на застој и на пробивање на рокови. Со потпишани над 6 анекси, вредноста на овој пат достигна околу 770 милиони евра, а во моментов се работи на стабилизација на слечиштата и на косините на планинските делови. Надлежните уверуваат дека работите се одвиваат со засилено темпо и дека патот ќе биде завршен во предвидениот рок, односно до крајот на оваа година или евентуално до почетокот на следната година. Надлежните исто така најавија дека летово ќе бидат пуштени дополнителни 10 километри, со што од извор до Охрид ќе може да се вози по 47 од вкупните 57 километри автопат. Дополнително премиерот Мицкоски најавува и нов енергетски циклус, со повторно ставање во функција на нафтоводот по децении застој. Исто така најави и нов тендер за гасоводно поврзување со Србија. Кога сето ова глобално ќе биде завршено, тогаш ќе можеме да кажеме дека сме навистина регионален хаб и дека од тука понатаму северно со Јужна Европа ќе се поврзува, централна Европа со Медитеранот ќе се поврзуваат, Јадранското и Јонското море со Црното море. Тоа е онаа предност стратешка која што ние ја имаме како држава. Делот од Кичево до влезот во тунелите кај Пресека е навистина едно архитектонско и инженерско чудо. Сами видовте за какви косини се работи, за какви слечишта се работи и практично одиме со стабилизација со галерии и најчесто имаме галерија, мост, повторно мост, самиот влез во тунелите значи 3 галерии. Драго ми е што со добро темпо и добра динамика се одвива работата и драго ми е што веќе на крајот на оваа година ќе можат сите граѓани на Македонија да користат овој автопат. Ова беше заборавен проект. Паралелно се работи и на новите делници што ги гради Бехтел и Енка. На потегот Гостивар Букојчани активно се работи на околу 11 километри од вкупно предвидените 31, каде поради сложениот планински терен се градат мостови, виадукти и подпорни конструкции. На делницата Тетово Гостивар пак, каде донедавна речиси и да немаше никакви градежни активности, сега се работи на околу 14 километри од трасата. И двете делници се очекува да бидат пуштени до крајот на 2029 година. Активно почнуваме за останатиот дел од 11 до 31 да ги решаваме елаборатите за експроприација како би може да се даде фронт за работа. To date we've completed more than 6 million cubic meters of excavation, 2 million cubic meters of fill and almost 100,000 cubic meters of concrete.
We've achieved all of this with the support of over 340 local subcontractors. Новитет на целата траса од Скопје до Охрид ќе биде и затворениот систем за електронска наплата на патарини, со што возилата ќе плаќаат при влез и излез од автопатот без запирање. Властите очекуваат со реализацијата на коридорот 8 значително да се намали времето на патување, но исто така да се отвори и нов економски и транспортен импулс за целиот регион. Од нокеска на полнок за 4 денари се намалува цената на литар дизел. Согласно новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, цената на 95-ката останува иста, додека 98-ката ќе се намали за половина денар. Па така од полнок граѓаните литар дизел ќе точат по цена од 89,5 денари, што е патем најголемо намалување досега од почетокот на војната на Блискиот Исток. Бензините 95 и 98 ќе се продаваат по цени од 85 и 86,5 денари за литар. Во сила до 18 мај остануваат намалените акцизи за дериватите, повластената стапка на ДДВ од 10% само за бензините, како и попустот кој што ОКТА им го дава на компаниите. Од владата неколку пати посочија дека состојбата внимателно ќе се следи и доколку има потреба мерките ќе се продолжат. Европската Унија во наредните денови ќе додели речиси 200 милиони евра за Македонија, Албанија и Црна Гора поради имплементација на планот за раст, најави денеска еврокомесарката Марта Кос во актуелен момент на светска криза. Кос вели, ако кандидатките испорачаат, и ние ќе испорачаме. Шефот на дипломатијата Муцуски пак во Брисел повтори дека земјава очекува јасен и предвидлив пат кон членство. Јован Ѓорговски. Проширувањето е императив и за Европската Унија и за земјите кандидатки, порача министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пред состанокот на шефовите на дипломатии на Европската Унија и Западен Балкан во Брисел, каде покрај интеграцијата, главна тема е и напредокот во реформската агенда. Според Муцунски, регионот не смее да остане сива зона, туку треба да добие јасен и кредибилен пат кон членство во Унијата. За таа цел, како што кажа тој, мора да се напушти билатерализацијата на престапните критериуми. Муцунски истакне дека Македонија веќе покажала конкретни резултати во спроведувањето на реформската агенда и потсети дека земјата е целосно согласена со надворешната политика на Унијата. Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. We refer to the necessity of better communication when it comes to issues related to economy and trade. And what we also need is further engagement related to challenges such as energy security, food security, as well as digitalization. Дека Унијата очекува спроведување на реформи од земјите кандидатки потврди и високата представничка Каја Калас. На иста линија еврокомесарката за проширување Марта Кос, која порача дека местото на земјите од Западен Балкан е во Европската Унија. Кос ја повтори потребата од промена на методологијата и постепена интеграција на регионот, нешто за што кажа дека веќе се водат дискусии во Брисел. I have a very clear message. There is a place for all Western Balkan states in the European Union. Enlargement is the priority for the European Union, and if our candidates deliver, then we have to deliver too. On the growth plan, implementation is running well, and in the next day we will disburse close to 200 million for Montenegro, Albania and Montenegro. Засилената дипломатска и политичка активност на Унијата кон регионот доаѓа и во пресед на самитот Европска Унија Западен Балкан закажан за 5 јуни во Тиват, Црна Гора, каде покрај за европската перспектива на регионот се очекува да стане збор и за безбедносните предизвици. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче најавува нов закон за антикорупција, како столб на широка платформа за која што тврди дека има голема поддршка од многу партии и организации. На тој начин вели дека ќе има обединета борба против власта. На пресконференцијата попладнево Филипче ја обвини власта околу застојот во евроинтеграциите и реформите. Малцинствата не се некакви нови луѓе кои што треба да дојдат тука кај нас. Тоа се наши граѓани, граѓани на Македонија, наши комши, пријатели, сограѓани. Како не разбирате, не се проблем малцинствата. Проблемот е криминалот и корупцијата на оваа банда на власт.
Затоа се подготвени да ја жртвуваат вашата иднина и иднината на вашите деца. Јас ќе го представам како што најавив и новиот закон за антикорупција, кој што ќе биде столб на нашата широка платформа, која што доаѓа во следниот период. Имаме огромна подршка како на актуелните коалициски партнери, така и на нови партнери кои што доаѓаат, кои што пристапуваат. Меѓутоа тоа ќе биде темелот на кој што ги повикам сите политички партии да дојдат и да се приклучат во борбата против оваа криминална група на власт. Поради тоа што тоа е единствениот пат напред, да се расчисти со криминалот и корупцијата и да го продолжиме европскиот пат. Работната група за изборниот законник на денешната средба во Министерството за правда се усогласила за измена на 10 членови согласно препораките на ОПСЕ и на ОДИХР. На состанокот присуствувале представници од сите политички партии, освен од СДСМ. Партиите се договориле околу членовите кои што се однесуваат на користењето буџетски средства на институциите во изборната кампања, користењето службени профили на институциите на социјалните мрежи за време на избори и изборна кампања, огласите и постапките за вработување, како и за изземањето лица со специфични професии од изборниот процес, како на пример медицински лица. Околу неучеството на СДСМ, од Правда известија дека се уште не е доставено официјално писмено известување за нивно повлекување од процесот. Очекуваат партијата да ја преиспита својата позиција. Следната средба е најавена за 20 мај. Македонија нема луксус и натаму да прави национални делби, но ниту потреба од дневен фолклор, туку вистинско обединување околу државните интереси. Велат дел од аналитичарите, коментирајќи ги повиците на власта, но и ставот на опозицијата околу националниот консензус. Јана Јосифовска со детали. Обединување на власта и опозицијата за националните прашања е неопходно, но тоа треба да биде искрено, а не за дневно политички фолклор. Децидни се политичките аналитичари. По повиците од премиерот Мицкоски за обединување и експресното отфрлање од СДСМ и Филипче, препознавајќи во нив изговор за изолација на државата и неспроведување на уставните измени. Дел од аналитичарите со препорака до партиите посериозно да ја сватат неопходноста од национален консензус за државните прашања и евроинтегративниот пат. Според Марко Трошановски, ветувачка беше лидерската средба меѓу Мицкоски и Филипче по изборот на новата влада, но се покажа дека нема политичка волја за диалогот да продолжи. Ние немаме луксус да се делиме. Тоа сите ни е јасно и веќе гледаме дека 30 години не наоѓањето на заеднички консензус околу стратешките цели не врти во место. Дали тоа беше стратегија на СДСМ, да секако во стилот на ВМРО кога беше во опозиција опонира на секоја идеја за обединување или консензус, или пак е повеќе ригидноста на ВМРО да ги прифати ставовите на СДСМ, мора да излезат над дневно партиската култура на поделби, преку која што жнеат омраза на некој начин кај граѓаните и ги делат нив. Така што мојата препорака би била во таа насока да не биде тоа дневен фолклор како што е сега и да не биде декларативни изјави, туку на вистина едната и другата страна имаат добри експерти кои што може во реформските закони и агенда да придонесат. Повиците за обединување се добре дојдени, но тие различно се отфрлаат зависно кој е на власт или опозиција, смета Благој Атанасовски. Според него, политичките елити не успеаа да изградат национален консензус низ годините, а за тоа да се случи, вели, потребно е партиите да го сменат својот дискурс и реторика за нормален политички диалог. За жал, Македонија покажа преку практиката и преку искуството дека политичките елити не најдоа и не смогнаа сили да направат така наречен национален консензус околу националните и државни интереси, без разлика дали ВМРО ДПМН, без разлика дали СДСМ биле на власт, секогаш имало некоја подадена рака. За жал, во минатото сме гледале ситуации во кои едната или другата политичка партија од позиција на опозиција тоа не го смета дека е искрена подадена рака и тоа се сведува дека еден дневно политички фолклор. Ќе бидам умерен оптимист или реален песимист да кажем дека би бил предпазлив да верувам дека и од ова најава може на вистина да се случат суштински промени.
И покрај диаметрално спротивставените позиции на ВМРО ДПМН и СДСМ во моментов, и Трошановски и Атанасовски очекуваат поголема свесност од лидерите за приоритетите на државата и граѓаните. Обвинителството бара преиспитување на ослободителната пресуда за таткото на Вања, Александар Ѓорчевски. Доживотно осудените за убиствата на Вања и Панче пред апелација бараат укинување на пресудите и ново судење. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Во апелациониот суд се разгледуваат жалбите. Едната што обвинителството ја поднесе против ослободителната пресуда за Александар Ѓорчевски, татко на убиената Вања Ѓорчевска, каде вишиот јавен обвинител Дарко Јакимовски побара укинување на ослободителната пресуда, тврдејќи дека судот не направил анализа на доказите и не утврдил дали Александар Ѓорчевски бил поврзан со кривичните дела. Александар има клучна улога од првото до второто дело. Се до неделата во попладневните часови одлука за грабнување на Вања нема. Токму кога е донесена одлуката, Палевски ги повикува Манев и Видевски да дојдат во Скопје. Во моментот кога се во партијата десна, тогаш таткото им праќа порака на децата да се облечат како да ќе одат на планина. Откако било пријавено дека Вања не е во училиште и дека ја нема, според неговото однесување повторувал, детето е грабнато и убиено, пошто се упатува на кај Качанички пат, по патеката на која што е однесена Вања во Гепек. Тој споменувал да не е постар човек грабнувачот. И зошто ако не е виновен, мајката и сестрата на Вања се придружуваат на кривичниот прогон. Ништо од ова судот не анализирал и не заклучил. Адвокатот на Ѓорчевски, Владимир Туфекџик, рече дека првичната пресуда на судот е правилна и очекува апелација тоа да го потврди. Тој објасни дека е опасен пресадан тврдењето дека било логично да нема комуникација меѓу Ѓорчевски и на другите обвинети за убиството на Вања и Панча Жежовски. На прашањето од страна на судијата дали таткото има нешто да додаде, Ѓорчевски само кратко одговори. Од оваа позиција во која се наоѓам како заложник, немам што да додадам. Ѓорчевски замина од судницата заедно со неговиот адвокат, кој имаше друго судско рочиште. Другата жалба е од Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев. Бараат пресудата да биде укината и предметот да се врати на повторно судење во Основниот кривичен суд Скопје. Палевски и Видевски негираа вмешаност во грабнувањето и убиствата. При сведочењата во првостепената постапка, Манев и Кешишев го посочија Љупчо Палевски како убиец кој директно им пукал во главата на двете жртви. Денеска одбраната посочи дека судот не ги земал во предвид доказите. Имаме доста работи утврдено што не се усогласуваат со изјавите дадени од страна и на сведоците и на обвинетите, што од страна на судот се прикажани во едно друго светло, да кажам, во една друга конотација. Сето тоа го имаме забележано во нашите две жалби. Се надевам и во дополнение на жалбата судот ќе возможи да и Љупчо Палевски и јас го искоментираме дополнително на што го имавме утврдено, бидејќи нашиот рок беше 15 дена, а пресудата беше обемна, така да нешто утврдивме и по поднесувањето на жалбата. Се надевам дека судот и вие како јавност ќе имате можност да ги слушнете тие работи. Фактичката состојба не беше целосно утврдена и поради тоа што пресудата беше донесена врз основа на непостоечки докази, односно врз основа на немање докази. Значи не може да биде осуден некој човек кога нема буквално никаков доказ. Кривичниот суд на 25 јуни 2025 година ги осуди Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев на доживотен затвор за кривичните дела грабнување и свирепо убиство на двете жртви, а Александар Ѓорчевски го ослободи. Сите 13 полициски службеници обвинети за трагедијата во Пулс негираат вина. Обвинителството денеска ги даде воведните зборови и тврди дека има доволно докази за да се потврди обвинението. Детали од Михајло Видимлиски. Негираа вина 13 полициски службеници кои не постапиле според усвоениот акцијски план за контрола на дискотеката Пулс на кобниот 16 март. Денеска започна судскиот процес во кој им се суди дека како соизвршители сториле кривично дело тешки дела против општата сигурност. На обвинителна клупа се наоѓаат Дејан Салтировски, Ванчо Ѓоргиевски, Марија Маневска, Томо Донев, Драган Петрушев, Кире Богатинов, како и Стојанче Филипов, Благица Митева, Кристина Николова.
Мазлу Рамаданов, Дарко Милошевски, Мартин Арсовски и Маријан Радевски. Според обвинението, иако биле присутни кога избил пожарот, ниту ја прекинале забавата, ниту спречиле активирање на пиротехниката. Полициските службеници кои што биле ангажирани за реализација на ваквиот акцијски план имале можност при влегувањето во клубот да забележат присуство на пиротехника и иако тоа не им било стриктно наведено во планот за акцијска контрола, согласно другите овластувања и должности кои што ги имаат како полициски службеници, имале обврска тоа да го проверат и да го спречат. Произнесувајќи се за вина, сите обвинети тврдеа дека не се виновни и дека направиле се што можеле, а било во рамки на нивните законски надлежности. Според нивната одбрана, обвинението е контрадикторно и тврдеа дека собственикот на Пулс бил должен да се грижи за безбедноста на своите гости, зашто имал ангажирано и обезбедување. Конкретно полицискиот службеник Мазлу Рамаданов ги согласно планот за акцијска контрола имал задача да легитимира малолетници, да контролира точење на алкохол на малолетни лица. Во моментот на пожарот не бил внатре во дискотеката за да евентуално спречи активирање на пиротехниката, која за брзо време била активирана и веднаш пожарот се расширил. Семејствата на загинатите реагираат што ниту во овој предмет никој од обвинетите не признава вина. И најнавредливо од се е кога денес се обидуваат да не убедат дека не знаеле дека вечерта имало концерт. Не, полицајците немале обврска да следат Facebook за да дознаат што се случува во градот, но имале обврска да постапуваат по закон, а уште повеќе кога токму таа вечер имале акцијска контрола во истиот објект. Значи биле таму, го виделе метежот, ги виделе децата, ја виделе преполната дискотека, слушало е музика, виделе редици и хаос, и повторно никој не знае. Минатата недела, еден предмет со полициските службеници поврзан со Пулс заврши со осудителна пресуда и условна казна за тројца обвинети. Се суди уште еден со 9 обвинети, кој се однесува на лиценцата на дискотеката. Случајот во Скопски Ѓорче со бруталното малтретирање малолетнички, но и оној со силување 14 годишно девојче одвработен во училиште, го вклучи алармот на надлежните. Освен старо нови мерки, најавено и дека ќе се одземаат мобилните телефони во средните училишта, а училишните психолози дополнително ќе мора да се обучуваат и лиценцираат. Сања Трајковска, Ставров. Случајот со бруталното врсничко насилство со горење на пикавци и понижување во Ѓорче, оној со силување на 14 годишно девојче одвработен во училиште, но и неколкуте со сексуални вознемирувања врз ученички, го вклучи црвениот аларм на надлежните за засилена контрола во училиштата. Освен активирање на старите механизми, дежурање на наставници по ходници, министерката за образование Весна Јаневска најави лиценци и дополнителни обуки за училишните психолози. Во меѓувреме, локалните власти ќе наложат мобилните телефони за време на наставата да им се одземаат на учениците во сите скопски средни училишта. Јаневска смета дека психолозите мора да бидат лиценцирани за да умеат прецизно да препознаат опасност од врсничко насилство, но и педофилни дејствија од страна на колеги. Превземаме мерки за да се справуваме со тоа. Јас ке се обратам уште еднаш до наставниците кои се колеги на оние кои го вршат нелегалното дело, но и се наставници на учениците кои треба да бидат заштитени од оние кои ги немаат, не спроведуваат одредени недозволени дејства, во овој случај велите педофилија. Она што ќе го направиме е тоа да го зајакнеме приправничкиот испит, затоа што навистина таму се неопходни промени и дополнително ќе почнеме иницијатива за лиценцирање на психолозите, чија основна улога би била да детектираат било каков проблем во училиштето. Проблемот е комплексен, смета Јаневска, која посочи дека освен засилена контрола во училиштата, потребно е да се вклучат и семејствата, бидејќи сепак се доаѓа од дома. Тие се луѓето кои се одговорни за однесувањето на учениците и мирната средина во училиштето, но сакам да нагласам, децата не стануваат агресивни во училиштата, тие од надвор доаѓаат полни со агресија во училиштата, па затоа не е одговорно само на наставниците, на целото општество и треба да се работи и со родителите, и со социјалните служби. Проблемот е комплексен и треба да биде опфатен од сите страни.
Надлежните уверуваат дека секој случај се пријавува и органите на прогонот си ја вршат работата. Во најактуелниот случај периодов со врсничкото насилство во Ѓорче, за 4 малолетнички судот допрва треба да одлучи дали ќе ги прифати предлог мерките за предпазливост што ги побара обвинителството, што може да бидат забрана за приближување и контакт со жртвата и ограничување на движењето на одредени места. Расте интересот, но и бројот на основците кои се запишуваат во средните стручни училишта. Се чини дека занаетите го земаат приматот на гимназиите. Сепак засега и натаму има недостиг на ваков кадар. Јорданчо Цветановски. Занает пред општа гимназија. Најголем процент на учениците во земјава избираат средно стручно образование. Ова го покажуваат анализите на Занаетчиската комора Скопје, каде се потврдува дека тројца ученици се запишуваат во стручно училиште, а само еден продолжува гимназиско образование. Од комората се надеваат дека на овој начин ќе се задржат младите во земјава. Најпрво би кажал дека интересот за запишување во средните стручни училишта, тоест во занаетчиските училишта, е се поголемо. Би можел да кажам дека во последните 3-4 години се промени веќе концептот на запишување во однос на гимназиските паралелки, бидејќи стручните училишта веќе соодносот е 3:1, што навистина ни е драго како Занаетчиска комора, бидејќи сме успеале во намерата која што имаме. Недостигот од работна сила ги погодува и стручните професии. Поради тоа една од целите на надлежните е да се надмине јазот со дуално образование и практична настава во приватните компании. Нас ни недостасуваат и луѓе кои ќе обработуваат филигран, луѓе кои ќе обработуваат злато, нешто што е позната Македонија, луѓе кои повеќе ќе се посветат на занечиството, не само заради нашата традиција, туку заради тоа што тоа ќе може да овозможи ем подобар живот, ем извоз на одредени производи од Македонија, што е исклучително многу значајно. Ние изработивме заедничка стратегија за овие 3 години со која што ќе настапуваме и ќе ги движиме процесите, а тоа ќе подразбира да учениците, како што споменав, освен во клупите, освен во училниците, да своја настава имаат и практично и во приватните компании. Со цел мотивација на младите да се вложат во стручното образование, следните 2 дена во АСУЦ Боро Петрушевски во Скопје ќе се одржи национален надпревар на вештини, како дел од проектот за јакнување на младите, градење вештини и креирање иднина, финансирано од Европската унија. Следува само вистина во продолжение. Пријатна вечер.